Како владиката Петар во интервју за Тера објави документи каде стои дека македонските православни општини во своите статути напишале дека треба да се води политика на асимилација на македонскиот народ во австралиското општество, од далечната Австралија стигна реакцијата. Документот кој е представен пред камерите на Тера телевизијата е чист фалсификат. Од организациите во Австралија, а особено македонските православни општини, во ниту една конституција не стои дека се повикува македонското население да се асимилира во австралиското општество. Напротив, македонската култура, јазик, традиции и обичаи се интегрирани и се интегрален дел од поширокото австралиско општество. Например, кога едно културно-метничко друштво патува во Канада, тоа представува културата на Австралија, а не на македонската заедница. Владиката презентираше и документ каде стои дека тие не ја признаваат Македонската православна црква, туку ја сметаат за странска организација која не сакале да им се меша во нивната работа. Исто така, тоа е уште една ноторна дезинформација од митрополитот Петар. Зошто го прави тоа? Навистина ние не можеме да дадеме одговор, само тој може да го каже тоа. Македонската православна црква сме ние, македонскиот православен народ овде во Австралија. И никогаш и никаде нема запишано ниту во еден документ. Имено, ние со сериозно ги гледавме документите кои ги покажуваше митрополитот Петар, тие се нивна, односно негова доброволен превод на македонски јазик, а тој исечокот што го видовме на англиски јазик не е дел од конституцијата на македонските православни општини за Австралија, кои, впрочем, сакам да нагласам дека се само против работата на митрополитот Петар, против. Се прифаќале што е македонско и што е црковно, но не го прифаќаат владиката Петар. Ние секогаш сме отворени со Македонската православна црква и Светиот архиерейски синод, и еве уште еднаш ние по кој знае кој пат апелираме Светиот архиерейски синод да ја превземи функцијата и да раководи со австралиската епархија во Австралија. Подадената рака на владиката не ја прифаќаат оти во тој закон кој што го предлага, а кој помина во долниот дом на тамошниот парламент, тие препознаваат други намери. Затоа што тој се обидува да регистрира уште една корпорација, односно корпорација каде што тој самиот има неограничено и широко право на владење, со декрети да испушта, да назначува, да продава, да нема управи во македонските православни општини, председатели да бидат свештениците, благајници да бидат свештениците, со имотите да раководат свештениците, да се бара благослов од надлежниот архиереј. Тоа не може да функционира овде во Австралија. Тврда дека австралиското законодавство е сосема поинакво. Ако го видите законот што го предлага митрополитот Петар, тој ништо не може да помини, односно ништо не може да се регистрира во парламентот, затоа што на Австралија уставот, конституцијата на Австралија не признава деноминации црковни. Секој има право да се регистрира религиозна организација. Впрочем, тука има околу 220-30 етнички групи кои се имаат регистрирано своји организации, религиозни организации, каде што имаат право да си ги негуваат своите вери, своите култури, традиции и обичаи. Еден од најдолгите судски спорови за црква во Австралија се очекува да заврши до крајот на оваа година, а се води повеќе од деценија и половина.